Темата на денешниот панел во Белград беше што очекуваме од самитот ЕУ Западен Балкан за 2 дена во среда во Словенија. Реков дека имаме проблем бидејќи и највештата и највизионерската декларација нема да може сама целосно да ја врати довербата и надежта меѓу граѓаните на Балканот, дека ова е достижно и реално европското ветување, дека еднината на Балканот е во Европа, без акција. Бидејќи имаше добри декларации, она што недостасува е акција. Од друга страна, токму во ваква една констелација, важно е да се слушне и јасен збор и ветувањето повторно да се повтори. На самитот нема да стане, се разбира, збор само за овој аспект, проширувањето. Ќе се зборува и за економското опоравување. ЕУ е апсолутно најблискиот пријател и најголемиот донатор на сите држави во регионот. Ни помогна многу околу ковид, помага многу за економското опоравување. Ќе стане збор за зелената агенда, за намалување на роаминг цените за комуникација на граѓаните на Балканот со граѓаните на земјите членки. И е важен момент за средби искрено да поразговараме за заедничката цел. Комплетирањето на Европа и обединет Балкан, што е можен само во обединета Европа. Сите паналисти добија интересно прашање да мислиме како е на местото на другиот, во чевлите на другиот. Значи, како е на некој од одлучувачите во земјите членки, особено меѓу тие поскептичните за ова прашање. Во нивниот ум, Балканот не е центарот на универзумот и не е најважното прашање. Тие поминаа низ серија на кризи последниве години, од финансиската, еврозоната, миграциите, една земја членка си отиде, Брекзит, Велика Британија, и кризата во која што дел од земјите членки не веруваат дека некои други до крај ги почитуваат европските вредности на кои што се нафатиле. Пред се во делот на владење на право, независност на медиуми, силината на нивната демократија и така натаму. Во тие услови, од нивна перспектива, тие гледаат на 6 земји на Балканот и велат овие ќе ни донесат решение или ќе имаме повеќе проблеми. Сега, од наша страна гледано, јас сум убеден дека немање ангажман или оставањето на Балканот по страна ќе чини многу повеќе отколку европеизацијата на Балканот. Бидејќи ние и повторно го дадов примерот со собата, не може една куќа да биде целосно функционална ако има една соба што е исклучена од сите системи. Нема ни светлина, нема ни струја, тоа не е добро за целата куќа. Ако Балканот е исклучен од обединета Европа, тоа е лошо за самата Европа, и безбедносно, и политички, и вредносно. Тие ќе бидат далеку подобри ако политиките наши се на линија со нивните, ако овде владае правото и има цврсти демократии во 6 земји од Балканот. Во оваа смисла, ако Европа овде тоа не го препознае како шанса да направи нешто, никогаш нема да направи ништо, ни во Сирија, ни во односите со други држави, бидејќи овде го има најголемото влијание и леверидж, и географски, и политички, и економски, и секаков. Кај нас. But also as a cause of distress. How close or how far are we today to a true integration of the Balkans? President Schmidt, Ministry, leadership, Задоволство ми е да бъдем овде, а то
shvatili mi kao svoju obavezu, jer će ogromna većina ideja i predloga koje budemo čuli na forumu pre ili kasnije doći i u parlament. Naravno, ako se za to budu hvaliti. U svakom slučaju, drago mi je da je ovogodišnji forum mogu. On a greater geopolitical scale, the region has never ceased to be an area of antagonism between the great powers of the time. The center in the region. We do hope that this economic development will spread also in the regions of Serbia as well. All these we are going to discuss through the course of our sessions, conference, our partner Visa, our sponsors Eurobank, Cookstream, Comerciala Banca, our support. Europe, ali evo danas sam imao odličan sastanak sa ministrom Bartolom, pa smo se dosta razumeli kako naši prethodnici nisu toliko upričavali viđenja. Da zaključim. That we have been on Friday, so whatever happened in the meanwhile, he was not able to address and will excuse him for that in case he wanted to end something. Had speeches, but if not, I have my own questions for the speakers themselves. I would like to start off with a personal note. I asked Berto, you can review the scene, I'm sure you had the announcement of the Financial Times that there were, again, discussions of dates. I will quote in that framework specifically because I know it's a tricky topic, but can you like to address it? A promise that was made 18 years ago, that the future of this region is European. And we have not seen much progress. When others followed, and all the regional media had titles that the member states are no longer in consensus when it comes to this process. And this was triggered by the inability of the 27 member states to stand behind the wording for the declaration that will, so that we move forward. This region is not bordering Europe. We are surrounded by member states. This region trades 3/4 of its total trade with the European Union. The 3/4 of the companies investing in the Western Balkans come